Здраво, ова е 161-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Ко вади се Аида на Јасмила Шпањиќ, во кој станува збор за Аида, глумена од Јасна Ѓуричиќ, која е преведувачка за Обединетите нации во местноста Сребреница во Босна. Во јули 1995 година армијата на босанските срби зазема превласт врз градот, што значи дека Аида ќе се обиде да го заштити нејзиниот сопруг и двата синови во кампот на Обединетите нации, кај што се наоѓаат илјадници жители кои бараат да се сокријат од тираните. Несомнено дека Аида има пристап до круцијални информации од преговорите кои треба да ги интерпретира. Таа на секој начин се обидува да ги спаси членовите на своето семејство, затоа што знае дека не е добронамерно доаѓањето на српските војници во кампот, кај што се одигрува речиси совкупното дејствие. Европската артхаус кинематографија во даден период беше преплавена од филмови кои експлоатираа одредени популистички тематски одредници, како што беше бегалската криза, воените конфликти, па дури ЛГБТ проблематиката, создавајќи излишни остварувања кои ги користеа овие концепции како изговор за правење на филм, кој добро ќе котира на големите фестивали, вгнезнувајќи се во комфорот на шаблонот, наместо да се обидат да докажат зошто треба да биде скршен на најмали парчиња. Од време на време ќе се занемареа овие реферирања и ќе се појавеше еден впечатлив изблик како каде одиша Аида, само за да го потврди исклучокот на секое правило на филмските трендови. Ова е една од многуте приказни кои се вплеткани во геноцидот на во Сребреница, погледната низ перспективата на силниот женски лик на Аида, која се наоѓа во едно тромеѓе помеѓу насобраното локално население, војниците на Обединетите нации за кои преведува и текот на преговорите со воениот зосторник Радко Младич, со оглед на тоа што го инволвира нејзиниот сопруг да биде дел од преговарачите, затоа што никој од насобраниот протеран народ не сака да седне на маса со ова чудовиште. 30.000 луѓе ги загубиле домовите, така што ќе го условува Младич како монструм во човечко тело, па затоа во неговата човеколика форма е прикажан во кадрите во кои се обидува да ја демонстрира својата надменост врз обичниот народ, убедително глумен од Борис Исаковиќ. Неговиот одред е заселен со уште еден антагонист, односно Емир Хаджи Хафизбеговиќ, кој се вооружува и влегува во кампот за да провери дали Обединетите нации кријат непријателски војници. Преговорите во филмот се све само преговори, не, туку екземплар на превртлива и манипулативна реторика, затоа што има голема диспропорција помеѓу демагогијата која се кажува и фарсата која што се прави. Со оглед на тоа што се работи за историски настан, во текот на делото надвиснува гледиштето дека неминовно е да посведочиме некој од злочините, затоа што обременети сме од таа тегоба која ја наметнува историјата, и режисерката на еден визуелен начин го решава масовното стрелање во киносалата. Егото на Младич е толку големо што со себе си носи и камерман кој ги документира неговите воени потфати, што исто така сведочи за неговото самолюбие. Насред зверството и дехуманизацијата, овој филм во средиштето содржи човечка димензија, која нема да ја најдете во описите во историските читанки, кои се базираат на слепа фактографија и нумерологија, но зад бројките се кријат животни приказни, исполнети со копнежи и стремежи, кои грубо биле прекратени од тираните. Филмот е сведоштво за една драматуршка кованица, една приказна за малиот човек кој се наоѓа насреде големата толпа на сожители кои ја делеле истата судбина, правејќи најразлични обиди да се спасат од предстојниот гибел, без разлика на неможноста да се дојде до спасение во овие нехумани услови. Во војна професорката и нејзините ученици завршуваат на различни страни на фронтот, па многу е тешко да се заборави претходниот живот, но и да се живее животот по грозотиите на војната, кои служат за бесцелно да го поделат народот. Покрај неизмерните напори на Аида да ги спаси членовите на семејството, да ги крие, да се обиде да ги стави на список, да ги инволвира во процесите, не ја добива саканата помош од војниците за кои работи. Тука ја забележуваме слепата поданост на протоколот од страна на војниците на Обединетите нации, кај што нема сочувствување со човечката мака од страна на офицерите, кои тврдоглаво се држат до наредбите, иако во сите правила и закономерности има простор за човечка емпатија. За разлика од нив, војниците не ги кријат емоциите.
Именно, факт е дека војниците на Обединетите нации се во незавидна ситуација, но исто така тие се под влијание на политичките одлуки, рвувајќи им на војниците од армијата на Република Српска, наместо на своите принципи, кои ги занемаруваат за комплетно и истрајно заштитување на жителите до крај, затоа што се донесени политички одлуки за човечките судбини, без да се согледаат можните последици, затоа што воените злосторници убедително ја играат нивната улога, не само пред подвижниот камераман, кој насекаде ги следи, туку и пред, условно кажано, ослободеното население и инфериорните војници на Обединетите нации, кои не ја добиле логистичката поддршка која ја побарале од врвот и биле препуштени самите на себе си во невран. Тука се поставува моралното прашање на личноста, која треба да донесе значајна одлука, дали слепо ќе се држи до наметнатите норми и ќе го премолчи злото, а со тоа да го одобри неговото спроведување на дело врз невиниот народ или ќе се побуни. Во секој случај нема оправдување за нивното однесување. Тука се забележува дека не баш секој умее да реагира против злоупотребата и малверзацијата, а ако се дели народот на жени и деца наспроти мажи во друг конвој, тогаш не е многу тешко да се заклучи кој автобус каде ќе биде упатен, па дури и за најнаивните заштитници кои се прилично обезволени и резигнирани. Дискутабилно е колку мериторно се носат војниците со предизвикот и колку е безбедна декларираната безбедносна зона, дистанцирајќи го невиниот народ во и вон кампот, стравувајќи од евентуална побуна, а всушност ги пуштаат лисиците во кокошарникот. Впрочем, која е поентата на ултиматумот кога не се исполнува договореното? Филмот се обидува да го синтетизира чинодействието во еден ден, па затоа евокативна станува параболата за апокривното библиско прашање за насловот на растрчаната Аида, која се обидува да го спаси своето семејство од распетието на повидок. Култниот монтажер на филмовите на Павликовски и бројни жанровски творби, Јарослав Камински, за кој ви говори во Cold War, вешто ја искористува натежнатоста на исчекувачкиот геноцид, но низ овој целодневен засек на случувањата образува градација на агонијата на Аида, како надоаѓаат српските војници во кампот, успевајќи да создаде конзистентно и сосредоточено дело со минимални застранувања, фокусирајќи се повеќе на приказната на единката, за да ја долови низината емоционална состојба, наместо да го претвора филмот во стерилна историска лекција. Сепак, треба да разбереме дека филмот е играно дело, кое подлегнува на правилата на драматургијата и не се обидува да кореспондира со документаристичкото екранизирање на севкупните воени настани, па затоа долгогодишната соработничка со режисерката, кинематограферката на Мадмазел Паради Кристине А. Мајер, избегнува незината фотографија да биде во служба на документаристиката, но сепак се одлучува да сними кадри на рака за да се долови тензијата во постојаниот обид за закрилување на семејството на Аида, не раздвојувајќи се од неа, посебно кога треба со фокус да се потенцира дека е само една единка од толпата, користи впечатливи трекинг кадри и неколку пенови кои поминуваат хоризонтално од лик на лик, на поетичен начин, демонстрирајќи ја нивната поврзаност и неизбежност во споделување на судбината, што дури е евокативно и во флешбек секвенцата на успореното Оро. Долгиот подвижен кадар во кој мајката ги бара останките од децата во просторијата исполнета со скелети, создава дупка во душата и јазол во грлото на секој гледаш. Гудачките оркестрации на полскиот композитор Антони Лазаркиевич се акцентирани во прологот и епилогот, а во средиштето на делото звучниот дизајн, джагорот на толпата и тежината на тишината се расплинуваат за нотите да ги збогатат немите иронични предвесници и последици на немилите настани кои се нивен дериват. Некои спомени се толку далечни, не баре се полароиди од друг живот, а некои сеќавања се неизбришливи, како да се случиле вчера, затоа што носат со себе неизлечиви трауми.
Режисерката Јасмила во текот на севкупната филмска кариера екранизира мали животи на големо платно, односно ги доловува предизвиците на босанското население, растргнато помеѓу различните табори, во обид да најде начин да го живее животот по воените душевни лузни, како што беше случајот со мајката и ќерката на фестивалскиот хит Грбавица The Land of My Dreams од 2006 година, поделеноста на муслиманската заедница во На путу од 2010 година и како странците се носат со премолчените грозотии на босанската војна во For Those Who Can Tell No Tales од 2013 година, пред да го сними наивниот љубовен триаголник во Love Island од 2014 година. Со самото тоа што го работеше документарниот филм Еден дан во Сараево, доволно јасно ја потенцира потребата за екранизирање на историските неправди и злочини, кои ја иницирале несреќата на многумина, кои не ги употребува за исправање на криви дрини, туку за посочување на злоделата кои треба да служат за пример за да не се повторат. Непобитно е дека најновиот филм на Јасмила е незиниот досегашен магнум опус. Кај квалитетните дела, силните страни може да бидат посочени и како слабости, затоа што се следат нишките на една јасна визија и се занемаруваат сите потенцијални застранувања, кои можеби ќе доведат до други вистини и естетски решенија. Во случајот на овој филм, го слушаме само гласот на Аида, која се наоѓа во дилема пред еден невозможен софијски избор, но говори и за маката на многуте други жени кои немо ги гледаме во кадрите. Ако сакате да гледате воени пресметки во воени филмови, тогаш филмот не е за вас, затоа што, како во најквалитетните воени филмови, не станува збор за војната, туку за луѓето затекнати во незиниот вртлок. Во војна секогаш има две страни, па признавам дека сум заинтересиран да погледам како би изгледал филм и од страната на снимателот на поробувачите. Филмот ја имаше својата премиера на Венецијанскиот филмски фестивал, кај што беше составен дел од главната селекција, меѓутоа не успеа да го земе златниот лав од рацете на Номадленд, а потоа играше на ТИФ, Хамбург, Сараево, Бусан, Севилја, Гетеборг, станувајќи представник на Босна и Херцеговина на овогодинешните Оскари за интернационален филм, за кој високо котира за добивање на номинацијата, а веќе доби и номинација за Independent Spirit наградите во истата категорија. Ќе почекаме да видиме колку ќе биде наградено делото во овие категории. Филмот е рамо до рамо со Утоја 22 јули, во начинот на кој се приоѓа на геноцидот во Сребреница, кај што беа ликвидирани 8372 мажи, но ги задржува хуманистичките начела на пијанистот и е далеку поневпечатлив од грозотиите на The Painted Bird и Come and See. Ова е филм за борбата на Аида да го спаси своето семејство од предстојниот геноцид, обидувајќи се да ги разубеди војниците на Обединетите нации да направат остапки од нивните затемелени прописи. Филм за тестот на кој подлегнува човекот во исклучителни околности, да го одобри злото со својот молк или да стави крај на лудилото и да спаси нечиј невин живот. Нема изговор кој може да оправда геноцид, нема ни изговор за занемарување на квалитетите на ова дело. Ако морам да го евалуирам, тогаш каде одиша Аида, од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 161-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!